Драги мои, добро вечер, добре дојдовте. Форсот не е стронг со мене. Кафето од вчера. Не сум ја измил шолјата. Се извинувам. Ќе отворам телефони. Не знам зашто, може би некој ќе се јави. Не се. Убаво. И еден да ми се јави и оној другарот мој, шахистот, албанецот. Супер ми е муаветот. Нема теми, терајте што сакате. Иако денеска имаме неколку актуелности, но пред да почнеме, првин додека се сместите во тросет, двосет, фотелја, легнете, се подопашате некаде, да ве во смисла тренерките, да се, бидејќи подопашување по татко ми, баба ми, дедо ми, значеше да се спремиш, да се облечеш, подопаши се. Сега за друго се користи. Значи, со музиче да се расположиме, по мене, најоригиналниот хит кој го имам слушнато во последно време, инди бенд, женски инди бенд од Јапонија. Кој ќе ми ја испее песната, има плазма од мене. Нама麦、生米、生卵なんもないからお店に買いに行こう。赤パジャマ、黄パジャマ、茶パジャマ、ぐちゃぐちゃなまま置かれててめっちゃ邪魔。買えるぴょこぴょこみぴょこぴょこ買えば増えて今や15ぴょこぴょこ。祝新春ジャズシャンソンショー、まず3周回って優秀賞。生麦、生米、生卵なんもないからお店に買いに行こう。赤パジャマ、黄パジャマ、茶パジャマ、ぐちゃぐちゃなまま置かれててめっちゃ邪魔。買えるぴょこぴょこみぴょこぴょこ買えば増えて今や15ぴょこぴょこ。祝新春ジャズシャンソンショー、まず3周回って優秀賞。隣の客はよくかき食う客だ。よく食う時に聞き耳立てたら畑やぶ焼けかけた。庭には庭には鳥がいるが庭には庭がにわかに広すぎるな。日々蛇の方の日々の幅やハブの方の日々の幅にビビっての上手な坊主が上手に屏風に坊主と上手の絵を描いた。ラバカラバカラバカラバカわからないのでラバカラバを比べたらラバカラバカわからなかった。庭には庭には鳥がいるが庭には庭がにわかに広すぎるな。日々蛇の方の日々の幅やハブの方の日々の幅にビビっての上手な坊主が上手に屏風に坊主と上手の絵を描いた。ラバカラバカラバカラバカわからないのでラバカラバを比べたらラバカラバカわからなかった。この釘は引き抜きにくい釘だ。引き抜きにくいが引き抜けば引き抜けるだけまだましだ。これは噛むかもしかも二度もかも二度もかも。噛むの噛むのと迷い困り構えてると噛むかも。これは噛むかもしかも君もかも君もかも。噛む気もするけどいつでもかもんな構えでいいよ。タッタッタッタッタッキッキッタッカッカタカッタッカッタッタッタッキッキッタッカッカッタ。おやおややおやにお謝りもしや親は今やに謝り済み。レモンもメロンもペロンと食べたがバナナの謎は未だ謎なのだぞ。おろし座しし座さそり座さまざまあれあれはアンドロメザザタソ。豚が豚をぶすと豚で豚が豚豚をぶったので豚豚と豚れた豚が豚降りた。早口言葉お口々に口にしな。コツコツやり続ければカチコチの口も動き出すはずさ。いけたー。Леле, колку ми се срцки девојчиња. Инаку девојчињава се негде околу 19 години, тинејџерки, работат. Ова им е единствен хит, пукна песнава. Песнава се вика Mono No Aware. Веќе има 11 милиони прегледи. Потполно се инди, нити бустаат нешто да бидат гледани, слушани, но се проби песнава со ептен онака. Не знам, многу е симпатично. Второ, нема објективизација, нема сексуализација, нема баш она, само музика и инди бенд се собрале дома, 4 девојчиња, таленти дефинитивно дека се. И ова брзо зборка е многу интересна, знаеш, и одговара на менталитетот. Мене ми е супер. Пушти го уште малце звукот. Колку што успеав да разберам од преводот на песната, колку што гледам,
збори за некоја симпатија, вика, ќе те пречекам на аеродром, ќе бидам облечена во пижами, затоа и се облечени во пижами. Значи, ги гледав малце, чисто да видам, бидејќи вајбот, она што се вика вибрацијата им е толку убава, позитивна и голема, што е реткост, бидејќи во денешнава музика мора да се вулгаризира, мора да се покажува превише месо, да се дзиркало по цукња, ова нашава, па не сме само ние таква стока, не изживеана, тоа има. Знаеш, секој си викам, зашто правите перверзија од непотребни? Постоја, ако имаш потреба за перверзија, не ти порно страна. Што малтретираш други? И остајте онаа позитивна, чиста енергија, не ја расипувајте, ама што е падната човекова природа. Или што викаше колегава мој, со ненајаден и ненасексан народ држава не се прави. Ама ние не правиме ни планета. Ќе се сложиш дека цела планета е така, дури нели зборевме за некој места каде е дури и пострашно. Вчера зборевме малку за цените. Денеска од актуелности е интерпелацијата за Панче, министерот на МВР, која не помина. Со преку 70 гласа против и само некои си 20 гласа за, интерпелацијата за нели да биде отповикан министерот не успеа, што значи пратениците му даваат доверба. Да, во тешко време се согласувам дека е во тешко време заради Кочани и иако реално не може да има вина, немал ни време за да биде виновен, но во момент на несреќа ти си на главата и мора да сноси последици на тоа. Втора работа, ова со полицаецот, пази сега, мислам, братот на градоначалникот на Гази Баба возел пребрзо, полицаец го запрел на радар, возел 80 наместо 55, и го пуштил. А казната го казнал некој си друг. Ова протече, бидејќи тоа што било на радар, очигледно некој од МВР го дал на други, што е во ред, сепак свиркач, нели, кога има криминал или кога има недолешно, јас сум све на виделина да биде. Океј, нема проблем. Така што МВР Панче веднаш го разреши, го казни братот на градоначалникот на Гази Баба, сега да дал оставка. Јанко, брат ти го видовме кај се тепа и пие во кафана. Страшно. И да даеш оставка од работа, да си идеш, не смееш ти више да водиш емисија. Зошто? Затоа што брат ти така правил. Дечки, морал и етика да продаваш е добра работа. И треба да бараш сите да бидеме морални и етични. Но треба да знаеш кој може да сноси вина. Животот не е мафија. Само да ви кажам, каде се сноси главата, одговорност. Например, го елиминираат босот на некоја Коза Ностра. Зошто? Затоа што еден од неговите доле го прегазил синот, братученот на синот на другиот мафија. И овој за освета го елиминира газдата. Иако овој нити наредил, нити ништо. Но тоа е криминално, тоа е морал и етика на криминалот. И секогаш кај криминалните банди има така. Кој закон мене може да ме натера јас да сносам одговорност за брат ми? Не апсолутно барам максимална казна. Затоа што
Апсолутно стојам до последен збор што сум го кажал дека ние треба да имаме драконски казни за сообраќај. Само кажете ми, по кој морал и етика, како кога ми се јавија, например, Груевски нели побегна, има криминал со него и така натаму. И овдека во една отворена емисија се јавува еден другар од ранковните, 23-4-5%, и ми вика, он треба да иде у затвор. Добро, викам, за кој криминал? За Мерцедесот. Чекај, викам, Мерцедесот е кај вас. Да, ама дали го слушна шо кажал на снимките? Што кажал на... Ви се колнам луѓе, треба да го побарите, на YouTube ја има емисијава, човеков го парафразирам, ова го кажа кај мене емисија. Значи, човекот рекол, у разговор ќе ги повозам и децата у Мерцедесот. Демек, неговите деца, двајте ќерки, ќе ги возел у Мерцедесот. И за тоа треба да иде у затвор. Викам, окей, дај само да разберам. Дали ги возел во Мерцедесот? Не. Дали го украл Мерцедесот? Не. Значи, да иде у затвор затоа што рекол дека децата ќе ги вози. Апсолутно. Луѓе, дајте бе да ја вратиме крвна освета, па да се измасакрираме. Наместо да снимува струја во Португалија, во Шпанија, Франција и така натаму, дајте овдека нека се случи снимување струја, па едно месец дена. Да нема телефон, да не работат банки, болници, телевизија да нема, интернет да нема, операции да нема, ништо да не работи, ни у маркет да не можете. Па кој преживее, преживее. И нема полиција, полиција распуштена, си седат прибрано и све, а ние, ако сте го гледале филмот Purge или The Purge, каде што, нели, во Америка заради големиот криминал, научно-фантастичен филм, одлучуваат еден ден во годината, секој има право да убие кого сака и за тоа да не одговара. 24 часа. Но и тој и другиот ти можеш да, не знам, јас сакам да го убијам Јанко. Ама Јанко има право да те убие и тебе, да не одговара за тоа и нормално да се заштитиш, да се затвориш и така натаму и така натаму. Доста тие морални, политички дилеми, бидејќи тоа е она теоријата око за око, зап за зап. Тоа е крвна освета која на Балканов, овде на југов, се уште ја има меѓу примитивните племиња. Зошто ја има? Затоа што не знаат за подобро, толку е писменоста, толку им е донесено и не се цивилизираат и остануваат во своите рурални средини со своите заостанати сваќања. А да не збориме што старозаветниот око за око, зап за зап е поништен пред 2000 години. Дали разбирате дека Исус Христос, кој е за нас Бог и Спасител, за други бил пророк или како и така натаму, рекол, имате нов закон, љубете се еден со друг. Крај. Нема 10 закони, нема 5 закони, нема крвни освети ово. Старозаветните закони. Затоа што старозаветните требале да ни користат, да еволуираме, да научиме како да се однесуваме едни со други и така натаму. Кога дошло време, кога доаѓа Бог и вика љубов, тогаш неподнослива. Како тоа око за око, каменување. Како им вика кога сакале да ја каменуваат жената. Океј? Фрли го каменот, тој што е невин, прв нека го фрли каменот. Невин си? Да, за пред други пречалам ќе кажеш, ама у себе знаеш. Имаш страв од Бога кој знае се за тебе и дека ако прелажеш, што те чека? Interesting. Аха, доста, бе. Јанко, ај не јади бурек. Mono no aware е многу интересна појава, пак би се вратил на нив. Бендот се вика Хаку. Еве, вака се вика, ова е нивната страна. Хаку. Што значи? Хаку
точка во суштина е хаку circle. Хаку, значи само име, а Mono No Aware, песната која има апсолутен хит, еве ако видите, они немаат големи хитови. Они се инди бенд, 100, 200.000, 10.000, 20.000, а најпопуларна им е оваа песна Mono No Aware. Ме заинтересира што значи Mono No Aware, и ако препрашувате, има една многу поетска нишка во фолклорот на јапонците, а тоа е една тага за минливоста на работите. Знаеш, се менува некој убав ден и така натаму, си се видел со него, он отпатува и не е очај, не е плачење, не е трагедија, туку едно чисто, не е ни носталгија, туку едно чисто чувство на она што многу убаво си мислам, можам се обидувам да ја разберам менталитетот и да се потсетам ја кога бев тинеџер, бидејќи сега на овие години ние сме говна од луѓе. Тогаш се искрени, чисти емоции, дури и кога се прават лоши работи, емоциите се многу почисти од што ние само бендисани праведници. Така што Mono No Aware е некаков синоним кој го има во јапонската култура и ми се допадна целата поетика. Пази, ова се деца, ова не се некакви уметници, овие што им е интересно тоа го прават, ама ќе бидат добар бенд. Еве има една песна Studio Session, се вика ДДД. Ајде де. Пушти гласно и ја да чуја. 私の心まだ落ち着かないのどうだろうあなたはこの恋は本物だと思う Логин фраер нема да ми носи оние курајбери ваму таму што ги... Не, се шалам. Феноменални бендови носи. Најдобри. Донеси ги бе, децава. Стварно е екзотика. Да уживаш нешто, да чуеш не чуен. Како Скопски джез фестивал? Тоа е... Не знам, мислам, гериатрија. Сју Рајдер треба да е спонзор на тоа. Туку, зборам дека ова е нешто свежо. Ова ќе го разбере другата генерација. Ја немам. Се обидувам само вибрацијата на емоцијата да ја сватам. Тешко дека ја можам закоравен, растен со Pink Floyd, со Цепелин, со 300 работи, Депеш Мод, сега да се преориентирам нешто, но сакам да бидам отворен за онаа вибрација, за емоцијата. А и така поише можам да ги разберам и моите деца, генерацијата и така, па и да уживам во животот, затоа што има една работа. Сите возрастни, како стареат, се понесреќни. Патат по минатото, како во минатото било убаво, а денеска не чини. Тоа не е само тука. Тито времето ово, цел свет. У мое време колку беше добро. Во суштина, многу е просто. Се работи за носталгија за младоста. Бидејќи не сме мажи, бидејќи сме емоционално незрели и не можеме да ја прифатиме со едно достоинство староста, како што нашите предци, нормалниот циклус на старење се прилагодувале на новото време, на новото доба кој им доаѓало, организмот е поинакви физички активности. Храната се менува, не можеш да конзумираш што си конзумирал. Се менуваш, се прилагодуваш, ни постојано уживаш во животот. Ти се раѓаат деца, ти се раѓаат внуци. Не, ти си мизерен и осорен у времето на Тито, у времето на Гоце Делчев, у времето на Александар Македонски, све чинело само... И психолог даваше една анализа, вика, заради таквиот ментален склоп и заради летаргијата која ги фаќа поради носталгијата, луѓето не можат да се радуваат. Не е времето страшно толку полошо од порано, секако дека има
полоши работи, но има и подобри работи. Да не ги набројуваме, ама има и подобри работи, да не се лажеме. Но тоа што паметот, душата и емоциите ти се во минатото, не ти дава да се работиш на сегашноста. Дали разбирате? Така умираме, така старееме, така се разболуваме, бидејќи мое време уште убаво едно лимено лонче пиевме. Сега овие модерни чаши. Абе, човек, дај бе, радуј се бе. Мислам, носталгија по мене е многу убаво чувство на момент, ама убива. Значи, гледање стари слики, слушање стара музика, гледање стари снимки, па она до солзи, како било, бидејќи носталгија за времето. Абе, никој не вика да го заборавиш, да го избришеш, да го негираш. Туку, човече, тогаш било така, уживај, окей, да, ја немаш силата, не си бил толку привлечен кај девојки, не си имал толку пријатели. Како стареш се е помалце, едни умираат, други вртат грб. Колку останавте? Со еден двајца. Зошто сум ја 25 години се уште на телевизија? Затоа што има луѓе што им треба муабетот, сакаат да немаат со кого да направат муабет. Па ја порано ако имав 100 пријатели, сега и ја веќе ми се тера емисија, немам со кого да зборам. У бутел окапав. Те погреб сега ме чекаат 40 дена за брат ми и така натаму. И сега да не се радувам, да не ја споделувам, затоа што позитивната енергија која имаат моите помлади пријатели, моите... знаеш, и она, ја терам сопругата, викам, да создаваме нови пријателства со помлади луѓе, кои реално имаат некаква почит спрема мене и тебе, и кои би сакале да седнеме и така натаму, па ако можеме и да ги внесеме во фамилија, нови луѓе, друга енергија, па ќе чуеш поинаков муабет. Слушај, ти сега Челси, ја да ти кажам, гледај Ливерпул шо прави, па ќе си расправаш ово, она, па нешто ќе разбереш, нешто не. Сето тоа му дава, како ти кажам, не сол на животот, да му го направи повкусен, шафран, онака да го направи уште по грандиозо. Слушај, кажав сега на другарите, син ми е малце повлечен човек и сака семено да си го прослави роденденот. Викам, каде да го носам, кај да седнеме, и ми текна што видов. Ајде, нели сега доаѓа 1 мај ово, она, во Бир Гарден имаат бургери од 2 кила. Толкав. Едниот бургер бил Перо Антич, Горан Пандев и Кире Лазаров. Се разликуваат, не знам, у составите, иначе и додатоците, иначе све се тоа од килограм или од 2 заеднички. Добра идеја. Да, ќе го пробам. Сигурно не е нешто поразлично вкусено од она, ама е, нели, атрактивно. Па ќе шерувам како што е денеска модерно време. Не си јадел, ако не сликаш, да покажеш и да се фалиш. Дај да се пофалам, шо пијам ја. Абе, не пијам виски, ама без ждригувачава не можам, човече. Онака да се будам са бајле и се терам на сила да испијам 2 чаши вода, затоа што е здраво и добро, ама после цел ден сум на кисела вода, кожурчанкава, па поготово со лимон ми е. И онака кој ќе извадам од фрижидер, онака запотена, онака капки течат ладно, идеално, онака... Абе еротика. Стварно добра вода ми е. Ептен подобра. Подобра ми е од сите други минерални газирани води во Македонија. Единствено ми недостасува Скопјанка. Ако паметите, на времето имаше Скопјанка, изворот ваму кај Волково беше, во Стопански двор. Се уште стои објектот, но престана да се прави, не ја презеде никој, ствари не може да ја презеде затоа што изворот пресуши. Ама брендот е добар.
Штета за такви брендови, например, Скопска млекарница. Ја упропастија, ја уништија. А зошто да не останеш? Сега ќе беше, ние ќе извезувавме у Србија, а не пека Беско овдека нам да ни шитка. И млеки, шо ти ја знам. И што сме глупи, какви работи пропуштам. Туку, што правиме за 1 мај? Дај ги телефоните, ако некој се јави, се јави. Ако некој не се јави, ќе пуштаме музика од Јапонија. Добро, јапонците не е шега, може би некому не му се допаѓа ова, ама имаат еден бенд, се вика Baby Metal. Луѓе, тоа е најлуда комбинација. Многумина од вас не сакате метал музика, мене ми се допаѓа. Она метал музика што е поблиска до рок, добри свирачи, жестоко, јака енергија. И сега јапонците направиле комбинација. 3 девојчиња кои изгледаат како овие што се 19 годишни, може би постари, со тенки гласчиња пеат и танцуваат, облечени даркерски, а позади има бенд. Бенд кој е еден од најсериозните метал бендови во свет. Ја читав, значи испитував малку, секој член од тој метал бенд кој ги следи, што ги следи, имаат настапувано со најголемите разни метал музичари низ свет. Не знам, како се викаше овој Стив Вај, гитаристот, кога иде на турнеја, само најдобри музичари идат со него, или еден друг куп други големи имиња кои се. И они се со нив. Настапуваат со нив, Baby Metal настапуваат со нив со маски се, а девојчињата се главната атракција. Луѓе мои, каков спектакл е тоа, ја не можев да се зачудам. Еднаш ви пуштив, но што да ви кажам? Еве, најпопуларната се вика Gimme Chocolate, или дај ми чоколадо. Слушнете какво метал лудило прават јапонци.
Сега ќе се прашаш, вам ви е, да, на љубител на оваа музика, чекај бе, Јанко, дај бе, не ме зеди, не, само да ви кажам, дека најголемите светски метал, хеви метал и музичари, значи почнувам од Металика, ги гледав изјавите што они мислат за нив. Не од куртоазија. Сите до еден со одушевување зборат. Затоа што сценографија, аранжман, музички, тоа е толку оригинално, тоа е добро отсвирено, тоа се такви феноменални сол. Нормално у тие интервјуа гледав како се фалат дека бубњарот е со мене на турнеја, не дам гитаристот ми е втор гитариста и така натаму, дека е тоа една најоригиналните музички појави во свет воопшто. И искрено, бидејќи тешко ми беше да ја некаква стекнам, но гледайте, 204 милиони прегледи има песнава. Иако е пред 11 години, они се уште работат. Девојчињата мислам дека само едно е главно, другите се менуваат и бендот е. Така што стварно интересно да споиш нешто што е онака dark down со наивни детски глачиња. Никому, што вика еден познат метал музичар, вика, абе, ни улудило не би ми текнало. И вика, вас ви се допаѓа, јас сум одушевен, ги слушам. Тоа е добро. И тоа е она јапонска логика, кој, знаеш како, светов е создаден, Адам и Ева се создале од Адам и Ева народите, јазиците, овона, и слетале елиени во Јапонија и тоа се јапонците. Ништо слично не можеш да најдеш у светов со јапонскиот менталитет и култура. Вајда као островска земја преку бројна е прилично продуховена, знаат да направат така одлепени доста работи. Океј, ја чисто да се најдам у муабет, можам брзо да ја прекинам емисијата, немаме гледачи, немаме јавување. Ја не, иако имам 75 години, најсе навредам кога ќе ми речат стар си. Џони, нека ти речат дека си стар. Ти дали се вртиш уште по девојки? Се шегувам. Старост е ментален склоп. Нити треба да се навредуваш, а нити треба да подлегну. Стар сум, не можам. Стар сум, не можам ова. Тоа е староста. Кога се откажуваш од работи. Дали можеш кола да возиш? Може. Може би е потешко. Ама потруди се. Не е сизифова работа. Можеш да читаш книга? Не можам, стар сум. Можеш. Потруди се. Не е лесно читањето како што читавме кога имавме 20-30 години со онаа позитивна енергија. Нели, можевме, ја памтам дека сум читал по 3-4 книги одеднаш. Прочите 20-30 страни од едната, ќе ми издосади и оставија, па другата, бидејќи немаше интернет. Тоа ми беше интернетот. Неколку книги. Пробајте го тој трик, многу е добро. Нели, читаш една книга и некоја ќе те завлече, не ја оставаш. Но има некоја и ќе ти падне концентрација. Остаја, земи друга книга. И паралелно читам неколку книги. Ја имав таа енергија. Сега, не знам. Океј, имаме гледач на линија. Добро вечер. Добро вечер, господин Јанко. Добро вечер, господин гледач. Поздрав од Шара. Не шарај. Збори. Не шарам ја. Да. Прво да ти честитам Христос воскресе, воистина воскресе. Навистина, повели. Па вака не враќаш ти во младоста. Со твоите, не само твојот живот, него и нашиот го враќаш назад. Добро. Јас се сеќавам тамо 77 година, ние отидовме во Белград на AC/DC на концерт. AC/DC Белград. Верани така, со кожни јакни, тоа фармерки, тога е мода, ланци, тракотанци, ово, она. Која година било тоа? Па се рачунај вака, јас сум на факултет. Од прилика.
80 се... Знаеш дека носех мајца на која пишеше 77. Сега види, 70... може да беше четвртал, види која година од Белград имаше две групи, од едната у Загреб, од едната у... Сакам да те оставам, ќе те оставам да ми избориш. Од прилика, дали тоа беше 80 или 90 години? Пред 80. Пред 80. Пред 80. Аха. Добро, продолжи да збориш, те молам. Сега, исто како ти што кажа. Од сега Аба, имаме Pink Floyd, имаме Scorpions, имаме Назарет, имаме Rolling Stones, имаме Beatles уште живи. Све тој период. Те кои си DJ. Сега ме подсети, како се викаше, Мусандра се викаше дискотека, дека кај што слагавме, ми се чини дека имаше само еден улаз, ни излаз, ни ништо немаше. А ти беше DJ едно време таму. Сегде сум бил. Имаше повеќе дискотеки низ градот. Имаше Мусандра, имаше Панорама, имаше Турист, имаше 23 во Бристол доле, потоа се отвори Hard Rock, па се отвори МНТ, па уште купишта други. Сега на која мислиш ти? Студенти кои немавме пари, киснахме у 25 мај. 25 мај имаше И денеска е 25 мај за оние што немаат пари. Зашто тие проби се вршеа на некои групи, на тоа. Дај го видеото. Кажи ми, како поминавте, што памтиш од концертот на AC/DC кога беше во Белград? Тоа сака да ти кажем. Кажи. На Калемегдан горе, Уз Калемегдан. допре полиција. Аха. И не пикна во еден ресторан. Претрес. Ни направи претрес, зашто не виде се у кожни акти со синџири. Аха. Бараше ножови, боксови, такви работи, знаеш? Аха. Зашто хард рок, тврд рок. Аха. Дека така требало да биде. И изедовте? Ни тие лаците и имавме никао наракпици на кои имаше боцки, ни ги зедова тие наракпиците со боцки. Изедовте ќотек? Некој пендрек попивте? Не, пикна тамо кај кујна и не, да не речем, не се облекува голи, разбираш. После ве пуштија ли? После не пуштија, ама само ни изедува наракпиците тие што имаја боцки, тоа, такви работи. Отиде ли на концерт? Отидовме. И како беше на концерт? Кој можел да го види? Као сега ти што пушташ овде, кој може да го види? Тие што се на концерт? Музика, светла, лајт шоуа, фрчат ракети и тоа како се вика тие Пиротехника. се запали. Тоа и кој ви видел? Таму кој си позади негде меѓу илјадниците, разбираш? Кој ги видел? Значи ништо од концертот. Ништо не видел, сега гледам, Сега гледам. А види тамо позади илјадици, што ќе видиш? Еве и дечко Овиер треба да дојде по пола публика за да го видат. Ајде биди поздравен, добар ти, ајде. Да ти е мило да бегаш. Ајде. Имаш ли слики од тоа? Кој носил тоа не сте, нема не тој вакви мобилни камера ти. Ти рекол нас не се облекува голи уште камера тамо да носи. Човече, какви глупаци бевме, какви убави работи пропуштивме, ни фотографија немаме од тие времени. И у Загреб отидовме еднаш, не знам која група исто од тие тогај модни групи тогај што беа. Dire Straits. Dire Straits, да. Да, ова е концертот во Белград, ама не е 70 години, ова е подоцна 99 Але или ефтино проаѓавме преку феријални од 2009. Све со воз. Да, со воз. Напред и назад. И со веријална карта, попусто да, громен, да. за смешни пари, цела Југославија ја шеташ. Цела Југославија иде. А кажи ми, идевте ли првомајски прослави? Еве сега 1 мај, па да се сетиме за 1 мај што правевте? Јас се сеќавам татко ми не носеше на Кале овде у Тетово, Кале правевме софра. Тоа. Значи вие у Тетово на Калето идевте софра правевте таму, На а? Кале идевме, горе со. Аха. Ти кажи тие години.
Добро, кажи ми шо памти. Тебе се рудесетите, како сакаш. Ете, добро, убаво што ни каже и тоа. Не се правдај, кажи ми шо памтиш. Па памти ти кажем, не носеше на кале горе. И шо правевте? Ако случајно бил на работа 1. мај, зашто беше милиционер, вторите не однесеше. Разбираш? Така. А шо правевте кога ќе отидевте таму? Таму многу луѓи. Добро, и шо правевте вие? Музика трешти. Имаше и живи музики. А не зборувам, имаше... Тоа Иво Шивримовски беше дете као мене и тој. Добро. А скара, јадење, дај бе... Скара и јадење... Ама ти стварно си џандарско дете. Треба со пендрак да те мандат, све да ми признаеш. Па ми се јави, кажи ми човек. Ти јас сега ти кажам дека сум џандарско дете, ја ти кажам, мајка ми отиде за Великден у црква тие години да однесе јајца, вапцари, некој таму од Кодошите, ја искодошил кај командирот на полицијата, и ќе утепаше татко ми, мајка ми, ради тоа што однела јајца. Такви Кодоши. Може и ден денеска ги има. Жена му од Благоја отишла у црква да однесе јајца. Да. Како комунизам. Тоа комуњарите гнасни. Тоа се тие удбашко-џандарски копилиња. Секој село пред градот селеше не Кодош. Да. Кој бил Јанко, Јове, Петко... Добро, кажи сега за убавите работи. Скара, дали праевте? Чека да пушти ми една убава музика, ајде расположиме. Ако заслужиш. Кажи ми, дали праевте... Дали праевте... Војнички сум дресиран, ја може и да заспијам 2 сата, па ќе се разбуди, па 2 сата, па така. Дека си абдал ко мене исто знаеме. Туку кажи ми, дали праевте скара за 1. мај или за 2. мај? Па ти реков, 1 и 2 не работни беа. Дали праевте... Ама ти не разбираш, француски да ти зборам. Дали праевте скара? По 5 пат те прашам. Па ја ќе ти кажем, мајка ми беше главен кувар у Теќе, памтиш Теќе тетово? Го памтам. Дали... Мајка ми ќе припремеше тоа све од дома. И само првена скара. Значи све спремно и после само јадевте горе или печевте горе? Едно шише ракија земаше татко ми и 2 гајби пиво. Едва и стигнуело. Па некој ќе дојде како ти, што си, и ќе му даде, ќе ти... Па како? Па ја ти реков, горе имаше на калето, ја да рече 1000 луѓе, ти скрати на 500. Малку е тоа? Не, многу е. Што највише се јадеше? Плескајци, колбасици или вешалици? Што јадев? Ништо. И ти си стварно тапа. Ајде ја поздрав. Може некој ќе потсети, па ќе покаже, ајде. Леле, ко на забарко. А ќе се израдувам вака кога ќе ми се јави некој да ми евоцира спомени и заглавува. А тој се години го разбирам. Океј е тоа. Океј. Али 1. мај, да, се славеше така, и сега се слави. И сега разликата од тогаш, цела Југославија го славеше 1. мај, пошто нели за Великден не смеевме. Не. Еве како беше во Југославија 1. мај 47. Видиш што е ова. Ти ми требаш, баш, фала ти. Нема документарна. Сите нешто се јади бурек, сакаат да зборат, да се покажуваат. Сите мислат дека се ја... Ја очо морам, не од друго, иначе вака ќе ви пуштам. Еве вака. Април 61. Ударнички. Ама не е ова прослава 1. мај. Ова е спремање за прославата. Да, знамиња мораше да има. Не знам што е тонот. Сега ќе чујам. Дури ли документарци не можеме саглам да зачуваме. Не, имам ја неколку спремни. Парада во Прага, 65-та,
ама ова е за победа на фашизмот. Добро, окей, ај не мора комунисти. Пазете, 1 мај не е комунистички празник. 1 мај е ден на трудот. Окей, врати ме, не уште малце, само да појадам бурек. Значи, 1 мај е кога работниците во Америка се судриле со полицијата борејќи се за своите права, бидејќи имале мали плати и така натаму и така натаму. Работничката борба започнува во Америка, не во Русија, не во Бугарија, не во Југославија. Кај нас ние само скара правиме. А како било за Мејдеј, еве, например, во Лондон? Први мај во Лондон. Ја пеат Бисер Балкански. Македонија, ти си Бисер Балкански. Мяу, 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 мяу. Традиционални галечка свадба у Лондон. Па не знам што е. Мислиш, некоја сум отворил да гледам? Први мај прослава. Ајде да видиме. Прослава за 1 мај. 1 мај 1960 година. Запад, би се север и југ. Измина десетлетија во костец со огнот. 8 Како минути што е. само рацете можат. Рацете на милиони и милиони во окната и во леарниците. Кренати во нема тупаница што во мракот жедувала слобода. Што паделе расстрелани за да ја имаат неа, за да ја извојуваат пред да зачекори по нашите улици. Чекорат нашите 15 години помеѓу тротоарите во Скопје, како и таму во Белград и Загреб, во Љубљана и во Сараево и во Титоград. Нашите 15 години радост, но и јуриши во кои растеа фабрики и хидроцентрали, во кои реките го Лазо, Карделј, Тито и кој е овој? Ова е Карделј. Белград и Загреб, во 100%, Љубљана и во одма си Сараево ги и во знаеш ти од Титоград. башите твои. Нашите 15 години радост, Чекај, но и брат. јуриши во кои растеа Овде е Ленин. Кај зградата над Пелистер. фабрики. Добро? Ова е Лазо, Лазар Колишевски. Ова е Карделј, Тито и Карделј, да. А ова е централи, во кои реките Темпо го да менуваат не. својот тек, а железните патишта на нашата младост ги крстосуваат по лињата и планините. сета власт му припаѓа на народот. Така е. А ова е реклама за жилет. Ако не се бричиш, на овие двајца ќе личиш. Имаш еднаш ова жилет реклама. Да. Маркс и Енгелс. Во фабрика. Години во кои се минуваме и ние. Како? Чекај. Чекај малце. Во фабрика. Пази, ова е дисплеј, ова е интернетот. У праву управувам. Во фабрика управувам. Години во кои се Управувам. минуваме
во Ние, па кои израснува не можам да ги фата. Многу брзо ми скрола. Титливе. во кој стануваме ковачи на нашите Читај денови, брзо, иначе творци на пендрек нашите ќе работи. денес, Господари на својот труд. Кај живеам? Кај живееш? Кај живееш? Браво, свака част. Боже, Господари на кој ти стануваме има тебе ковачи на овдека? нашите денови, творци на нашето денес, Господари на својот труд. мислам дека ти му беше телохраните. Или у публика си овде. Брат, ти овде да си со таа коса сега што ја имаш, мислам дека мадињата на площад ќе ти ги обесе. Такво време беше, долга коса. Ја добро поминуев од тебе у овие диско. Диджокей. Не, никад кодаш. Брат, не. Да не јадеш бурек. И дедо ми пострада, и татко ми пострада од удбашите ваши. Туку, ова е Лазо. Кои се овие другиве? Да. Перо Наков и Ѓорче Петров. Не знам. Каков кадар, брат, ова ти кода си снимал тоа? Боле него Fashion Week. 39-та, 59-та, 7,5 пати поголемо производство во НРМ. А што е белава табла? Добро. Гледај ова. Сретно! Излегуваат трудбениците во ова првомајско утро да го поздрават сонцето и да ги изнесат Родниците своите з постигања. Летово. Од 7,5 Електростопанство на НРМ. Во 1939 на 376 Шетамо бандере. милиони Вау, 1959 човече, нема денес година. вакво нешто. 5 пати поголемо производство во текстилната Делеле у индустрија кофи струја од бесплатно за народот, бе. 1952 до 1959 година. Бескрајна е поворката што денес Луна легува парк по се нашите шетал улици, низ площад. кој се придружува Камо на денес нашата вака? првомајска прослава. Чекај, која фабрика е ова, бе? Извоз на алкалоиди во Европа. Алкалоид, бе! Алкалоид! Еве, каде се спремал ероинот? Што правите? Еве, спремаме. Што? Ероин. Рацете на работничките за момент ке не вратат во напуштените хали помеѓу замолкнатите машини. Мируваат стотици илјади вретена. Мируваат разбоите. Но како и тие да излегле на улицата, како и тие да минуваат помеѓу тротоарите, а ние им аплаудираме долго и бескрајно. Зашто истовремено ние им аплаудираме и на нашите вистини што не чинат горди. Големите вистини за нас и за деновите во кои живееме. Знаеш е ова? Тито што ви го шитна. Тетекс. Зара ке бевме сега. Со тоа комуњара е бе диагноза бе, брат, Комунистите, све што направија, комуњарите упропастија. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Ова денеска Зара. Зара ке беше. Стока неспособна. Гледај, гледај. Тапшин, а што е? Тито Велес. Леле, гледај ова. Нончака Мишова, гледај ова. Види вселенски брод, бе, човече. Елон Маск, спаваш ли мирно? И јубилеите наши,
Идеалите на трудбениците од целиот свет овде кај нас што Брат, ова е Fashion Week. Ова мора ти да си снимал. Нема друго. прераснале во живот, што стана дел од нашите секојдневија. Трудбеници од сите краишта на нашава република дојдоа во Скопје преку своите успеси да го поздрават 1 мај, да ги прикажат постигањата, да го набележат само патот по кој незапирно чекориме напред и твориме, создавајќи една нова земја, еден нов живот. Океј, имаме гледач на линија, нека иде видеото да го чуеме гледачот. Добро вечер. Повелете во програмата. Не ве разбирам. Се јавивте во емисија, ве слушам, не ве разбирам што сакате, кажете. Ама ве слушаме, зборете слободно. Зашо се извинувате? Господјо? Повелете, во програма сте уште отворен. Сакате да зборите, повелете. Ве слушам. Добро. Ја не ја разбрав. Ти ја разбра што рече? Не. Припадниците на Југословенската народна армија, представени како физкултурници, беа поздравени и на овој мај како чувари на нашите постигања и мирен развиток. Армија со чиј чекор се слева и чекорот на една друга армија, армијата градители, младичите и девојките што ја градат талента од крајниот север до крајниот југ на Југославија, со прекрасното име Братство, единство. Долга е колоната на нашата разјорена младост, растена на примерите на генерации и генерации младичи и девојки, која пролеваа својата крв во утрата што изминаа во штрајкови и борби, бележејќи го со Слушај, на страна идеолошки, народот весел, расположен, туку, знаете, идејата ми е да се гледа ова. Да, што сакам да потенцирам? Луѓето се скромни. Сите се пристојно облечени и сите се со нормална тежина. Нема дебел. Нема изобличена некоја свиња кон мене, што ждере. Нема диабетичари. Многу поздрав. Народот се движел, се шетал, немало на секој чекор брза храна, ултрапроцесирана. И колку се, ја кога ги гледам се фасцинирам колку се поубави луѓето од тоа време, одошто денеска. Денеска се подотерани, понашминкани, ама севкупниот изглед патот кон слободата, за да бидат светли нашите првомајски утра, а нашите чекори исполнети со гордост, за да можеме да ги кренеме високо рацете во ова првомајско исполнето со нашите песни и да минуваме со широко насмевнати лица, зашто идеалите на 1 мај се остварени.
Боже ме виде? А ти кај си? Ти со марамата. И Марче бил тука. Сите. Да. Чекори младоста овде помеѓу нашите тротоари. Чекори Ова е колешката наша? Она е. нашата република со своите врсници. Тие и таа. Деновите што доаѓаат незапирно носејки нови победи и прекрасни првомајски утра и радости за кои ќе бидат тесни улиците и просторите. Еве си бе. Што пише овде? Што пише овде? Дај ми ја одјавната шпица на крај од емисијава што пише. Реализација. Ја ви викам дека ја работам со патник од времето. Овој мојов колега работел на времето, му покажал како филм у камера да стави на Манакиве. Абе, вие не знаете со кого си имате работа, бе, какво богатство ја имам овде. Јас се зафркавам ово, не. Еве го, Благој Ангеловски. Дај ја шпицата таму што е одјав. Гледате на крај одјавна шпица. Ќе видите кој е реализатор. Баже, те фатив ме, признај. И да те фатив. Очо си добар, ќе ти пуштам нешто од AC/DC за крај. Па нема да пуштам. Океј. Да сумираме и да затвараме за денеска, бидејќи немам интенција. Ало? Ало, ве слушам, ајде. Повелете во програма сте, не знаем дека има некој. Знам дека се во програма, Јанко, сите сме во програма, мислам, некој кој да владее со овој свет. Во тоа време се сеќавам, јас, значи, имаше абнормален оптимизам. Што имаше? Абнормален? Оптимизам. Аха, добро. Еве ти илустрација, а ти зборите, молам, те слушаме. Ама боле што викате вие таму скопјанчишта да биде абнормален оптимизам, неголи абнормален дефетизам ко сега. Нечинат институции, нечинат владата, нечини министерот, нечини комшијата, нечини фамилијата, нечини Смени кадар, бе, другар. Дяволте сега. Значи, некој просто не владее со свеста. Дали и ти си малку памтиш поодамна, ништо имаш фатено од времето на Дедо Ное, абе, нон-стоп само што ни трубеа Комунистичката партија, еве која, победници, работничката класа, средствата за работите кај работниците, они падат, они гасите, оствари па не беше така, ни тогаш, ни сега. Нити тогаш беше се екстра супер, али мене ми се свиѓа тоа време, како да ти кажам, во однос, на оптимизмот. Значи, оптимизам имаше до безкрај. А сега имат дефетизам, исто така до безкрај. Значи, сега ние треба да внесеме во сегашно време малку оптимизам. Не само нечинат институција дајќи руќа, нечини оджакот или нечини прозор, ќе запалиме куќата. Не се викаше, значи не се уништува цела држава, животот мора да продолжи, а ова што викаат тоа дека институциите, како вика институциите не функционира системот, сушност е систем тоа што сега не тераат да све да уништиме. Тогаш беше еден систем на поклонување, а сега друг систем на уништување. Али ова ми се чини меѓу две зла, ќе одберам поарно да сме оптимисти, да веруваме во Бога, да се надеваме, да трпиме, да истрпиме и да победиме. Не сваќам што е. Не сваќаш? Аха, добро. Како не сваќаш, Бејанко? Ти кажувам дека оптимизмот е болја аномалија, ако е абнормален. Мислам,
не подкрепен апсолутно со нешто и да одиме до само задоволство или до што се вика до горделивост. Него ли па леле не чини ова, леле ови институции, корупција сега, да. Тогаш беше комунистичка партија, сега е корупција. До кога бе корупција бе? Кај се толку камери, например, во било кај институција? Кој дозволи, ствар, Јанко? Суштинско прашање, кој дозволи да се краде толку? Јас ќе ви кажам. Кој? Сега ќе ви кажам. Системот е всушност правните норми. Правните норми се кривоколчени. Еве, например, ова е дозволено, она е дозволено, 10 органи за иста работа одлучуваат, нема казни, нема престација, се вика тоа извршност, и кога нема извршност тука, ама и тој хаос е од негде делегиран, да ви кажам јас. Значи, хаосот кој, например, сака да го створат сега, злоупотребувајќи ги родителите, ја не знам како тоа детето го изгубил сега на него, он ќе спасува државата. Системот не чинел, не знам што, корупција, тој не си гледа главата или таа без разлика. Со секоја чест и сочувство, што се вика, за секој еден, што се вика, за поголема трагедија не постои. Ало, се јавувате 5 пати. Повелете што треба. Повелете што треба. Режија, заврши гледачот, имав некој јавување во меѓувреме? Не разбирам, добро. Океј. Ајде да почекаме дали може би уште некој сака, иако мислам дека немаме некоја посебна инспирација, но немате посебна инспирација, моја вината. Не ја правам доволно интересна емисијата, толку ми е више и мене капацитетот, така што океј, ајде до крајот една емисија која UNDP има направено пред една година, документарен филм за 60 години. Не личи. Првомајска прослава е по-добра работа, затоа што има еден канал од кај што многу црпам, каналот се вика Скопски Фанданго. Мислам дека човекот што го има каналот работи во архив и дека од таму влече интересни работи. Така што наоѓам многу интересни видеа, многу ретки, особено овие кратките, малце ги пуштам, малце ги гледаме, например, многу е ретко да најдеш, ја ги пуштам обично по-долгите, но еве едно минутно видео Скопје од 50-тите години. Гледайте. Живеевме тогаш, мојата сопруга и јас. Сакаш да кажеш дека се преклопува некој друго аудио, така? Добро. Ете, тоа претходното. Ајде, одиме да продолжиме со ова едноминутно видео Скопје од 50-тите години. Дали знаеш која е оваа кола? Не знам ни ја, ама ми личи на Волга. А може и да е Шкода. Не е ова Волга. Не, тука сме скарани со русите. Штета што не е ова дигитално реставрирано, да се видат убаво и насловите, што е напишано. На Западот си ги реставрираат вакви. Дека среќна заборави, беше со мене ти. Кој ли среќа ми открадна, срцето ти го грабна. Сега знај дека секаде ликот го гледам твој. Мој
te dni, znaj tažni se, večno me mačita. Дедо бе, што си правил бе, деда? А? Па деца морале негде да се прават. Moja ljubov ti pak ke si, se ti proštavam draga. Kaži zašto me ostavi i me obliso taga. Deka srekna zaboravi, beše so mene ti. Има еден момент, ареална снимка или авионска снимка, само ќе ја пуштам на забавено, и онака квалитетот е 480p, која емисија наша. Под секакво ниво. Playback speed, ќе ја пуштам на минимална. Ќе го извадиме аудиото, бидејќи аудиото, ова е камениот мост во центар, 50 години. Вардар се капеле, затоа што бил прилично чист во тоа време. Дури и ја, како мал, 60-тите, си имам капено, после забранија скроз. Се обидов да видам што пишува на патоказот. За еден фрейм не успеав да видам. Качаник. Гледат дека преку мостот камени одел патот кон Качаник. Уште оди. Оди и се враќа. Ова. Ова е пред да се изгради трговскиот центар, значи ова е пред земјотресот. И ова го забележав, остани во кадар, да не си се осмелил. Значи ова е помеѓу овие згради што се покрај ке, овдека е ова е црквата Свети Мина. Црквата мислам дека е разрушена или после земјотресот ја рушат, наводно оштетена или што ти ја знам. Предпоставам дека немало потреба или веќе били правни други работи, појма немам како и да е. Еве ја црквата каде била. Гледате за еден фрейм како ми побегна. Значи ова е... Чекај сега, само да видам уште еднаш, да утврдам местоположбата. Дали овдека треба да е Хотел Гранд, а ова е првата или втората зграда. Кула. 30 кули, знаете. Само не знам дали е првата или втората. Еве ја црквата. Многу се збореше во мојата емисија за оваа црква, ама никогаш не бев дојдено до оваа документарна снимка на Вардар филм. И сега може да се види. Да го реставрира овој некој оригинал од, например, предпоставам дека го има во архив. Аха, окей. Добро, значи тоа е помеѓу втората и третата зграда. Или местоположбата на, да, еве го плоштадот овдека, еве ја зградата, еве ја црквата. Црквата била на местото каде што е сега почетокот влезот на ГТЦ. Да, ама ја бев фашиста, затоа што сакав повторно да се изгради црква на плоштадот, како што некогаш имало и доликувало на овој град. Ама, добро, заради тоа, убаво ме исхейтавте сите до еден. Па дури православци. Ако.
Еве го плоштадот. Плоштадот тогаш бил паркиралиште, па и подоцна беше додека не се затвори и конечно не го направивме во самостојна Македонија пристојно место. Офицерскиот дом. Ако сега се доградуваат убави згради, комуњара ќе јаде бурек, чинело, не чинело, требало, не требало. Знаете, за 50 години никој нема да збори кој ги изградил, зашто ги изградил. Благодарам, режија. Мислам дека ова не треба да е во кадар, режија. Да не ви сметам. Океј. Ако ви сметам, пушти шпица, борете. Скопски фанданго преполна е страната со вакви видеа или не знам отварање на железничка станица. Чекај да видам, може би има нешто за 1 мај. Еве, 1 мај 1960, тоа го погледнавме. Скопје, скопски книжари, 78. Скопјани и пазарот. Скопјани и пазарот. Исто како било некогаш, така и сега. И Баже снима, нормално. Славија, ја памтите ли Славија? Знаеш кај е ова? Ова е Макдоналдс, кај што беше во центар. Сомунчиња, сомунчиња. Рубел, прашок за перење. Месарници нема месо, супи у кесичка, тргокоп, позете, стоко комерц. Скопје, Тезга 2. Леле, шо се убаво облечени со шарени тергалчиња теткиве, глеги. Види, види. Ова денеска го купува од Луи Витон за 1000 евра. А ја видели модернава? Види ја. Жаклина Кенеди, гледај. Океј, драги мои пријатели и пријателки, она само што ме боли мене е како Западот си се грижи. Еве, например, погледнете снимка од Берлин, 1930 година.
обновено, колоризирано и она што го гледате, оваа снимка е иста како ова е 30 години снимано, а квалитетот бил исто како наша на снимка 50 години. Но, сега почитуваат традицијата и историјата, ги даваат филмовите на еден процес, ова само што дека и 30 го гледате ова за темното знаме. Што мислите, зошто е тоа така? Затоа што е тоа свастика. Кукастиот крст, ова е во време на Хитлер, на нацистичка Германија. Добро, не е идејата на тоа да се потсеќаме, но реставрирањето и колоризирањето стварно дава една убава, јасна слика како изгледало некогаш. Еве го Берлин да го видиме 30-тите. Иако искрено да кажам, роден сум како антифашист, но во идеја на историската вистина, глуп нешто да се брише. Тоа било дел од историјата, добра или лоша, и за срамење, но да бришеш како да никогаш не постоело, тоа е бришење на историја и перење раце од злосторствата што се прави. Да, тоа е тоа. Ама, зошто вака немаме, еве, за нашите продавници? А преполна е архивот и македонската радио, телевизија, архивата со документарни снимки разноразни. Тоа е, не знам. Еве ви Чикаго, 30 години. Добро, и негламурозните места биле снимани. Ама интересно е да се види и тоа. Да, а погламурозните изгледале вау. Ова е во времето на големата депресија, кризата кога фаќа. Еве, обновено. Париз, 1890 година, 60 фрейма во секунда. Ова што го каже какви процесори и процедури се обновувало. Значи, овдека оригиналот е во уште по-лоша состојба, но вештачката интелигенција, дигиталните процесори реставрираат на вистина фантастични, по некоја логика додаваат работи што и ги нема на оригиналната снимка или не можат да се видат или се толку скоро невидливи. Обично тогаш со фиксна камера се снимало, рачно се вртел филмот. Да, ова е Париз. Да се прошеташ низ Париз, тоа било, нели, задолжително, дрес-код, модерно. Зато и ден денеска Париз се смета за светски град, центарот на модата. Се сеќаваш дека зборевме за ова. Се ова што го гледате на улиците, најголем проблем во тоа време во градовите било лепешките, поточно коњскиот измет. Ова се чистело навечер и вистински планини од лепешки од градот. Најголем проблем било. Тогаш е време кога уште не им текнало да им стават оние така наречени вреќи како пелени на коњите, за да не го валкаат градот, а никому па и не му било гајле.
Не, ова го прикажувам не заради Парис, не ме интересира. Мене ми е, душа ме боли заради, еве, Њујорк 1899 година. Животот се одвивал на улици, сите луѓе слаби. Добро, и сиромаштија, немало изобилство на храна, но дури надсинхронизирале, пошто секако немало тон тогаш. Да, преполн интернет со, па дури фотографии, например, историски слики. Еве ви го Толстој, како игра шах со Сухотин за време пред Октомвриската револуција. Оваа слика, не знам зошто стои титлот овде. Отварање на Олимписките игри во Лондон. Надворешен поглед на остатоците на обсерваторијата Улугбек во Самарканд, Узбекистан. Првиот меч помеѓу Реал Мадрид и Барселона. Дечки, кал до колена. Ова да ги видам сега да ми играат. Вага да го направат Сантјаго Бернабеу и да играат, а не ке прсне дојд. Не играме се прекинам, невозможни беа условите. Ова е било надпревари. Добро, има некој баг видео, за жал, ете, тоа е тоа. Не успеавме малце носталгичен некој муавет да затераме, како некогаш се славеше 1 мај. Иако беа прогонувани и истребувани, Native Americans или First Nation, како што се нарекуваат најкоректно денеска, оние остатоци од нивната историја кои се зачувани, се обновуваат, се чуваат и полека ќе си ја вратат земјата. Историјата покажала ништо нема вечно. Фантастично е што успеале и да преживеат во овие резервати. Мислам дека во тие резервати они не плаќаат данок, дозволено им е да прават што сакаат, обично ќе отворат казино, дека носи најголем приходи и се образуваат, си го подобруваат животот, затоа што како нација беа ставени на тешки искушенија кога дојдоа после Коломбо. Инаку да ви кажам дека овој народ, што ние ги нарекуваме индијанци, во суштина е First Nation, на последните испитувања генетски покажало дека овој народ генетски е најблизок до кинезите. Во суштина, илјадници, десетици илјади години претходно преку Беринговиот море замрзнат, од Кина се дојдени и го имаат населено американскиот континент. Тоа е се едни исти луѓе кои после не еволуираат и така натаму. Така што Америка во суштина е населена со кинези. Па видете ја сега вие пародијата на историјата, просто цинична.
Океј, благодарам за вашето внимание, драги мои. Можеме сега веќе и да ја затвориме бикот кој седи и прасето кое збори. Благодарам за вашето внимание. Се надавам ќе се видиме и утре, а во меѓувреме спремам и некоја програма, одбрав некои документарни кои за 1 мај, бидејќи ние сме како колектив, толку сме солидарни, ние ги славиме сите државни, национални, историски празници. Значи, христијански, муслимански, хинду, еврејски, све славиме. 2 февруари е првиот празник кој го славиме. Нам празниците ни почнуваат од 2 февруари. И по традиција се гушкаме и се бацуваме по 15 пати. Таква е традицијата. Првен машко со машко, женско со женско. А после машко и женско се поздравуваме со петка. Ај честито, петка да пукне. Да. Како? Не те чух, извини. Океј, драги мои пријатели и пријателки, благодарам на вашето внимание. Вие двајца, тројца, немам никаков проблем. Ако на двајца им ја разубави вечерта, екселенте. Само да подсетам дека на почетокот на емисијата реков дека ќе имам отворени телефони, нема да имам никаква тема и немав тема. Чисто како надоаѓа во некоја спонтаност. Спомнав за протестите на родителите кои ги загубија децата во трагедијата на Кочани. Значи, од трагедијата до сега, скоро секоја вечер кога имам емисија во живо, телефоните се отворени на таа тема. За жал, не се дебатира на таа тема и верувам дека има и добра и лоша причина против тоа. Но секогаш да знаете, мојата поддршка кон родителите, мојата поддршка кон оние кои ги изгубија на најмилите, секогаш била, ќе остане за секогаш. Јас знам што значи да изгубиш близок, како и многумина што знаат, и секогаш ќе имате мојата поддршка. Ако нешто ви затребам, јас сум далеко од мојот пик, па да бидам некој релевантен фактор, но знам да заорувам гласно, слободно, искористете ме, ако сметате дека можам да помогнам во постигнување на правда. Затоа што сакам тој затворен циклус на пеколот, таа спирала, таа дантевиот ад во кој полека се повеќе тонеме. Не толку материјално, колку идеолошки, корумпираноста на срцето и на умот. И многу ми е жал. Но, човек сум, ја не можам Морам да живеам, сакам малку и да дишам, сочувствувам, се расолзувам како и секој, но исправам рамениците, исправам главата и одиме натаму. Очајот никогаш не смее да победи. Лека ноќ и пријатно.